Непогодите, зборуваме сега веќе за природни непогоди, кои што се предизвикани од климатските промени, се навистина со огромен, драстичен тренд на зголемување. Значи, дали станува збор за екстремни температури, суши и пожари, гледате вие таму, или пак за поплави, значи слечишта и така натаму, или пак олуи. Гледаме дека фреквенцијата на такви појави драстично се зголемува. За разлика, например, од земјотресите, цунами и вулканите, кои што се како геопојави релативно стабилни. Значи, нивната фреквенција скоро не бележи воопшто никаква промена, никакво зголемување. Сега, кои се оние очекувани и веќе присутни непогоди, геонепогоди ги нарекуваме, или во почирока смисла природни непогоди, кои што веќе ми кај нас се актуелни. Она што е означено со црвена боја, тоа се тие фактички кои што сметаме дека се резултат на антропогени, пак ќе кажам, климатски промени, генерално, затоа што науката се уште не може да направи дистинкција што е природен ефект на климатски промени, значи, дека климата стално се менува. Во последните стотици милиони години не постои период подолг од 200, 300, 500 година, не постои некаква осцилација на климат. А другова ние што го зборуваме, значи, за антропогениот ефект, и овдека се тие да кажеме, најкарактеристични поплави, екстремни врнежи, суши, топлотни бранови, екстремно студени и снежни појави, лавини, шумски пожари, епидемии и така натаму, наезда на инсекти, посебно оние кои што не се својствени за наши подрачја и така натаму. Значи, дел од овие непогоди веќе во минатите неколку години бевме сведоци и сме сведоци дека се повеќе и повеќе се присутни. Поплава на брегот на Охридско езеро 2010 година, појава на се повеќе лавини, например на патот Маврово-Дебар и тој дел на Радика, појава на се поголем број на пожари, особено оној беше карактеристичен период или година 2007 година, и така натаму, поплавата во Скопско 2016 година. Значи, навистина има фреквенција зголемена на појава на природни, и тоа дури непогоди не само со материјални штети, него за жал и со човечки жртви.